Шведските подморници патролираат во водите на Балтичкото море, кои се критични за Русија и НАТО. Балтичкото море може лесно да се опише со она што го нарекуваме ограничено, збунето, оспорено, пренатрупано и неуредено. Водите се со просечна длабочина од околу 60 метри, премногу плитки за подморниците кои ги сочинуваат неголемиот дел од руската флота и целата флота на морнарицата на САД. Со американските подморници ние имаме тенденција да имаме подморници во длабока вода, голема нуклеарна енергија, многу тивки и носачи на нуклеарно оружје. Она што го имаат швеѓаните е повеќе прилагодено на нивната географска локација. Самите пловни објекти се помали и погодни за плитки води, но и шведските подморници ги знаат овие води. Шведските подморници пловат по Балтикот повеќе од 100 години, а швеѓаните се поактивни под вода од кој било друг од нивните нордиски соседи. На трите напредни шведски подморници од класата Готланд, пред почетокот на следната декада, ке им се придружат незините две подморници од следната генерација А-26, за кои некои велат дека се меѓу најнапредните конвенционални подморници некогаш изградени. Така би рекол, со 5 подморници можете лесно да ги ограничите движењата на вашиот противник. Тој противник е Русија, откако Шведска официјално ќе се приклучи на НАТО. Единствениот начин да се стигне до Санкт Петербург, вториот по големина град во Русија, по море ќе биде преку прилично тесните води контролирани од Алијансата. Тоа навистина создава точка на задушување на пристап до Санкт Петербург, што е стратешки многу важно. И Шведска вели дека незините најнови подморници ќе имаат дизајнерски карактеристики уште подобро прилагодени за заштита на цевководи и друга критична инфраструктура на морското дно. Проблем кој беше нагласен кога гасоводите на Северен тек беа оштетени минатата година.